на ред е професор доктор Ѓорѓе Валтовски, кој ќе говори на тема Гоце Делчев како синоним и инспирација за развојот на народно-ослободителната борба во Втората светска војна 1941-1946. Професор Валтовски говори. Благодарам, колега. Определувајќи се за тоа која тема да земам за обработка на ова денешна трибина, се определих за тема која што е многу малку застапена во нашата македонска историографија, односно за период на Втората светска војна, каде што исто така Гоце Делчев има многу значајно место, почитувана личност, човек кому му го доставувале животот пред него, а во суштина човек кој бил со голема почит од страна на борците, од страна на народното движење и се она што значи период на Втора светска војна. Бидејќи рефератот е објавен во научно списание, јас само на неколку сегменти ќе се задржам за да видиме, односно да чуете на каков и со какво достоинство, со каков пиетет, со каков восхит се пишувало за него во тие вестници што ги објавувале илегални вестници, пишувани, односно штампани на обична штампарија, на прост начин, меѓутоа многу вистинито и многу достоинствено наречието на кое што зборувале. Значи, зборуваме за период на Втора светска војна, кога официјално бугарската окупаторска власт воспоставила свој систем на владење на територијата на денешна Република Македонија, каде што не дозволува никакво изјаснување по однос на македонско национално чувство, македонска нација, јазик и така натаму. Сето тоа било под плаштот дека целото население е бугарско и дека целото население припаѓа на бугарскиот етнос. Меѓутоа, и покрај сето тоа, покрај сите овие притисоци, кои што биле огромни, за кои што многу, да не кажам и покрај тоа што имаме доста објавено за Втора светска војна, многу малку се знае, бидејќи за еден збор, за едно искажување како македонец се добила смртна казна и жестока репресија. Но она што е најважно е како бил Гоце Делчев застапен во тие илегални партиски вестници кои што се умножувале на шепелографи во подроби, на планини, во земјанки и така натаму. Името и делото на Гоце Делчев во време на Втората светска војна се почитувало со посебен пиетет и респект. Делото на апостол ги храбрило македонците, им давало сила и истреност, но им мотивирало во поглед на тоа дека слободата се извојува само со организирано делување, со сплотување на сите расположени човечки сили и ресурси за конечно македонците да добијат своја матична држава. Тоа за што се борел Делчев во предилинскиот период не е останало заборавено кај сите жители на народноската војна. Неговата харизма на личност со безвременско историско значење за македонскиот народ се пренесува од корено на корено меѓу сите македонци за целиот период од 1903 до 1941 година. Не постоело песна, текст или име на војна единица, а неговото име да не било споменато. Тоа само покажувало со каква почит оваа легендарна историска македонска личност имала влијание меѓу македонците од самиот почеток на обоженото восстание, па се до неговиот крај. Ваѓајќи од тој факт, тука само делно ќе направим обид во кратки црти да дадеме преглед каде неговото име се спомнува во текот на обоженото восстание во Македонија од 1941 до 1944 година. За прв пат во 1941 година со името на Гоце Делчев бил именуван се слушва и ова, знаете. Многу пати да си позив на кога си мали се името. За прв пат во 1941 година со името на Гоце Делчев бил именуван првиот билевски партизански одред, формиран на 23 октомври 1941 година во базата Дува вода во близина на селото Степанци, Белешко. Одредот одброил 39 старешини борци. Текстот за партизанскиот марш на одредот го напише Роцка Михајловски, Крстеца Нековски и Коле Чашове, а се базирал на стара македонска мелодија од која пак произведе песната Абре Македонче, која потоа станала официјален марш на првиот примерски партизански одред Гоце Делчев. Осврнувајќи се за именувањето на одредот со името на Гоце Делчев, тогашниот политички комесар на одредот Крстеца Нековски, октомвриски, пред постојаните борци го кажал следното: името не е само символика,
ами нужен континуитет на невековните револуционарни борби на нашиот народ, нужна историска поврзаност и континуитет со борбата во минатото, нарочно со идентскиот период и како признание на човекот кој најдоследно и безкомпромисно заповедал македонскиот народ во борба за слобода. Во борбените операции на одредба во текот на 1941-1942 година загинале 14 борци, а 8 борци биле прогласени за народни герои. Со името на великанот од идентскиот период се закитил и ново формиранатиот битолски партизански одред, формиран 22 мај 1940 година на падините на Вичо планина и во непосредна близина на селото Прекопана, егејскиот дел на Македонија. Во составот на битолскиот партизански одред Гоце Делчев биле вклучени 92 борци и заречени прилично голема бројка за тоа време. Уште еден партизански одред во 1943 година бил именуван со името Гоце Делчев. Тоа бил брегалничкиот народно-освободителен партизански одред Гоце Делчев, формиран на 19 мај 1943 година во местото Пчелари, Штипско, а разбиен само 2 дена подоцна, односно на 21 мај во местото Вршидол, Винишко. Во чест на големиот револуционер биле именувани бригади, како поголеми војни единици на македонската војска. Бригадата Гоце Делчев, која била формирана во септември и октомври 1944 година во Софија, со гордост одлучила да го носи името на апостолот. Борци на оваа бригада биле исклучиво македонци од Бугарија на возраст од 21 до 23 години. Војната состав на бригада излезува 4600 борци и старешини. Борците на бригадата кои подоцна биле распоредени во состав до 90-та, 20-та и 21-та народно-освободителна бригада, учествувале во завршни операции за ослободувањето на брегалничкиот и Сумјачкиот регион во октомври 1944 година. Друга бригада која била именувана со името на Гоце Делчев била 19-та македонска народно-освободителна бригада, формирана на 8 октомври 1944 година во село Лаки, Винишко. Покрај пешадински бригади, со гордост и задостоинство името на Гоце Делчев го носела и Сумичката артилериска бригада. Таа била формирана на 8 октомври 1944 година, а борнишкиот состав го составувале 350 борци. Првата партизанска печатница во текот на Втората светска војна била именувана по името на овој великан. Таа го носела името партизанска печатница Гоце Делчев, а била формирана во почетокот на ноември 1942 година во селото Питуше, Депарско. Гоцевата саможртва за делото на ослободување на македонскиот народ во Македонија Одринско и создавање на независна и автономна македонска држава му донела признание и почит. Неговото име станало легенда, вткаено во свеста на македонецот. Неговото име било инспирација за сите подосежни македонски поколенија. Со неговото име македонските национални сили во сосема нова општествена политичка ситуација започнале да ја водат и величествената народно-освободителна војна, како што кажав во 1941 година, за национално и социјално ослободување. Токму и затоа името на великанот било застапено во многобројните записи, повестници, билтени, писма, резолуции и слични други пишани материјали издавани по разни поводи во текот на војната. Самото изговарање и запишување на името Гоце Делчев ги хранило борците и сите политички и војни единици да истрајат во борбата и да го реализираат неоценуваниот голем сон на Гоце Македонија да добие своја држава. Затоа сметаме да дадени куси информативен запис за спомнувањето на името на Гоце, во делот овие издадени пишани материјали кои што се поместени во се разбира во статијата. Во септември 1941 година вестникот на Комунистичка партиска организација Беживан изгледа статија под наслов "Зашто са се бориле македонци и зашто сега се бори". И тука се спомнува името на Гоце Делчев како еден од првите борци и идеолози за слободна Македонија. Многу интересен запис дека континуитетот на божевата борба во Македонија влече од своји корени од времето на Гоце Делчев, среќаваме во билтенот на Покраинскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија од јануари-февруари 1942 година. Во овој билтен имаме повеќе записи, меѓутоа во билтенот од март-април 1942 година отпечатана е цела статија за Гоце Делчев, а по повод 39 години од неговото загинување. Со пиетет и достојна почит кон Гоце пишуваше вестникот на Тетовската партиска организација Неделен вестник од јули 1942 година. По повод 39 годишнината од Тетовската organizacija дека на както и за Македонија во август 1942 година објавил статија под наслов "Илинден и днешната борба на македонскиот народ". Исто така во други вестници се објавило за името и великанот Гоце, и тоа во вестникот Братство, орган на окружен комитет на КПУ за Западна Македонија, потоа во вестникот на Комунистичката партиска организација октомври 1942 година, во вестникот Народен глас, вестник на Народно-освободителната фронт за Прилеп и Прилепско, потоа во вестникот Народна борба, орган на Втората македонска народно-освободителна борба од 1 декември 1943 година. Мислата на Гоце Делчев, слободата на македонскиот народ лежи во неговото внатрешно стание,
представува стожерна мисловна идеја и основна противнувачка цел, која требало да биде огромен мотивацијски напор за сите борци на македонската војска за време на Втората светска војна. Околу оваа мисла на Гоце се врзува и текстот објавен во вестникот Глас, орган на Народно-освободителен фронт на Македонија на втората област од јануари 1944 година. Во статијата значењето на манифестот и некои приговори на него објавен вестникот Ридненски пат од февруари и март 1944 година се споменува повторно Гоце Делчев во смисла дека тој е идеалот по кој што треба да се водат борците и тоа е нитката по која треба да се следи борбениот пат за ослободувањето на Македонија. Искусот име на Гоце се спомнува вестникот Народен војник, орган на првата македонско народно-освободителна ударна бригада од јуни 1944 година. Со името на Гоце Делчев започнува статијата за падналите и другари, објавена вестникот на третата македонска народно-освободителна ударна бригада Огин од 15 јули 1944 година. Мощни, искрено аргументирани печатливо името на Гоце Делчев се користи и во обзнанувањето на важни наследни соопштенија кои се случувале во Македонија во втората половина на 1944 година. Едно од тие било и обзнанувањето на одлуката на првото заседание на АСНУН, кој меѓу првите ги објавил органот на Народно-освободителен фронт на Македонија и Ридненски пат во својот број од јули-август 1944 година. Целата статија имате во рефератот. Со инспиративен текст е и статијата под наслов да ги пазиме традициите на нашата бригада, која во август-септември 1944 година било објавено во вестникот на третата македонска народно-освободителна ударна бригада ОГИ. Текстот слична содржина било објавен во вестникот Удар, гласна на седмата ударна бригада, а од октомври 1944 година е и написот во кој повторно се спомнува Гоце Делчев, а објавен во вестникот Млад боец, вестник на Народно-освободителен младински сојуз на Македонија. Во последниот вестник од овој преглед под наслов Народна одбрана, орган на бригадата на Народна одбрана од октомври 1944 година, поместена е и кусата, но содржана статија под наслов во борба против неписменоста, во која во контекстот на борбата против искоренувањето на неписменоста во новата држава не се заборава да се спомени името на Гоце Делчев како личност кон која македонскиот народ имал безкрајна добрба и огромна желба да го положи заврши неговото дело и трасираниот пат за создавање на македонска држава. Покрај списаните вестници, ликот на идеалот на Гоце Делчев бил мотив тој да се запише и спомене и во фундаментални документи за создавање на македонска држава, донесени на првото заседание на АСНУН на 2 август 1944 година. На заседанието, кое е готвено точно во 17:15 часов, најстар делегат учител Панко Брешнаров Перес, тој со посебен пиетет и почит го спомена името на Гоце Делчев како синоним на борците на двата